спотот кој што го изработи Сдруженијето на граѓани и хуманост, а по тој повод и денеска сакаме да поразговараме на некои овие теми кои што ги преземаат и работат исто така овие граѓани кои што работат во ова здружение. На моје огромно задоволство денеска во студиото за прв пат во Матална телевизија и во ова издание на Колосек е господинот Сашко Јованов, овој програмски директор на хуманост. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Како се чувствувате, како што кажавме, за прв пат имаме соработка со вас? Точно. Прекрасно се опуштале. Навистина ми е мило и благодарам за убавите зборови. Еве за почеток, бидејќи нели прв пат сте овдека, подоцна нешто ќе го прокоментираме спотот. Дајте ни една кратка биографија за тоа која е хуманост. Па вака, хуманост постои од 98 година, значи тоа е здружение за напредување на условите за грижа и сместување на стари изнемоштени лица, кој што претходно изминативе 10 години се бавеше околу анализи за проблемите кои најчесто се случуваат старите лица и установите во кои што се сместени на старите лица, тоа е каква грижа им се нуди на овие стари лица. Во пред точно година дена, значи направивме на проширување на нашето здружение со тоа што отворивме сервис за давање нега во домашни услови за стари лица над 65 години, лица во терминален стадиум од болеста или поточно палиативна нега. Со тоа што со овој сервис, значи добивме дозвола од Министерството за труд и социјална политика и понатаму, значи, наше едно партнерство со Министерството за труд и социјална политика и Завод за социјални дејности. Заеднички силите ги собравме нели сите во хуманост да направиме еден пилот проект кој што ќе го спроведеме или имплементираме овој сервис за давање нега во домашни услови, кој што го направивме во општина Аеродром и кој што траеше од април до септември оваа година, со тоа што опфативме 35 лица, стари лица над 65 години и лица во терминална стадиум од болеста. На овие лица им беше дадено значи стручна медицинска помош, од кој што го сочинува значи доктор, сестра, физиотерапевти, социјални работник, психолог и негователки, кој што од понеделник до петок од 8 до 16 часот им ја пружаа негата кој што им беше неопходна на овие стари лица. Ајде да го прокоментираме сега спотот кој што беше на почеток. Го изработивте по повод оваа кампања која што се одиваше во, како кажавте, во Аеродром? Во општина Аеродром, да. Со почнување на пилот проектот, значи првите 2 месеца увидовме дека недоволно се знае за овој сервис и развивањето, значи прекашувањето на бариерите понатаму кај самите граѓани за сознавање на старост и старењето, значи да сакавме да им укажеме на тоа дека старост и старењето не е болест, туку е дел од нашиот живот, од нашиот животен циклус, а пред се и да им кажеме на хуманоста, значи дека колку е потребен на човек да биде хуман за да им се помогне на овие стари лица, затоа што нели еден ден сите ние ќе бидеме стари и креирањето на добра политика или добра клима за нашите идни стари години би било добро, затоа го изработивме и спотов кој што ни беше направен за оваа кампања или го изработи наша мала продукција со цел да ги запознаме нели граѓаните начинот на кој што може да искажат својата хуманост, значи на броевите кои што стојат на самиот спот за донирање, а со цел да им се помогне на старите лица, да се опфатат повеќе корисници од бројката која што имавме зацртана. Која е таргет групата кон која што е упатен овој спот? Па таргет групата е пошироката јавност, значи стег дека кој што сите луѓе кои што би мислеле дека со донирање, да речеме, на 100 динари се во можност да го направат тоа и да се во можност да им помогнат на нивните блиски или на нивните соседи или без разлика кој да, значи со нивното донирање би станале хумани, со тоа ние опфаќаме поголем број на корисници. Така е, вашето здружение има голем број на проекти кои што ги има реализирано изминатите години во кои што функционира. Да не ги читаме сега сите, ве молам запознајте ги накратко отприлика со поважните кои што ги имате организирано успешно. Па со завршувањето на пилот проектот ние сме во реализација на проект кој што од исто ваков тип, кој што исто така ќе се одвива во општина Аеродром. Направени се нели сите потребни работи, моментално чекаме нели на одговор за општо за финансискиот дел кој што се работи за овој сервис. Само да напомнам дека услугите кои што ги добиваат овие корисници се бесплатни. Понатаму, значи, имаме најнова соработка со Ирска, Финска и Велика Британија,
Значи наш представник од Сдруженијето Хуманос беше во Естонија, во Талин, каде што беа собрани сите земји од Европска унија и на таа 5-дневна посета во Естонија се изработуваат проекти во каде што секој од својата земја го имплементира и се прават едни партнерски врски, значи со овие земји за една соработка. Значи сега моментално имаме и најава за соработка со Австрија, каде што ќе се имплементира некој ваков проект и во Австрија и во Македонија. Значи заеднички би го правеле тоа како партнерство. Понатаму имаме соработка со Црвениот крст, поточно Црвен крст Кисела вода, каде што од 15 ноември до 20 ноември беше реализирана недела за грижа на старите лица, каде што тука во пензионерските клубови, поточно во аеродром и во Кисела вода. Во аеродром и Ново Лисиче има 2 пензионерски клуба, кои што старите кои што го посетеа овие пензионерски клубови, им беше измерен крвниот притисок, шеќерот во крвта, некои информации подетални околу проблемите кои што најчесто соединуваат овие стари лица. И со благодарност и донација од Авет Интернационал и Алкалоид Скопје беа поделени пакети за лична хигиена и чаеви, кои што верувам дека за еден краток момент им го разубавивме денот. Тоа може да се види по нивната насмевка. Така да најново е што на 2 овој месец значи беше направена платформа на Сдружение на граѓани, поточно со Сдружение на пензионерите и борците на Република Македонија, каде што стана збор за наша заедничка соработка, се со цел за тоа што ние како невладена организација Хуманос и сојузите на борците и пензионерите, заедничка додирна точка ни се таргет групата старите лица, се со цел да направиме една заеднички, значи да лобираме до Министерството за трудови, т.е. до централната власт, каде што се донесуваат законските регулативи за старите лица, бидејќи малце тој дел не е доволно опфатен. Сметаме дека заеднички би можеле подобро да направиме во наредното креирање на законските регулативи. Потоа, значи, наше заедничко лобирање за понатамошно финансирање на сервисите од ваквиот тип, без разлика дали ќе биде тоа централната или локалната власт. Понатаму отварање на центри за нега во домашни услови и заедничко лобирање понатаму за искористување на ИПА фондовите. Господин Јованов, пред малку, пред започна официјалниот дел од емисијата ми поклонивте едно CD на кое што има изработено истражување за тоа каква е состојбата во регионот, мислам дека беше, со негата на старите лица во домашни услови и каква е во Македонија. Чинам. Ке можете ли, не сме во можност сега да го прикажеме материјалот кој што го има таму, бидејќи се работи за 40 минутен материјал, меѓутоа преку нашите сервиси за информирање, нашите граѓани секако ќе бидат информирани како и функционира всушност негата во домашни услови во неколку земји околу Македонија. Ајде накратко објасните ни тука нешто. Можем да кажем дека во Република